се проводи еколошката свеста Кумановци. Еве, одговор на Конвенција за печат на Општинскиот комитет е дека Куманово е продолжува својата акција за чистење речно корито на дивите депонии, благодарение на програмата на кумановски акцијаши. Сега со задоволство може да представам дека имаме и гости од Скопје, бригадата акцијаши од Скопје, акцијаши од Рума, Среќа од Рума и така. Имаме многу млади луѓе, а имаме најстариот акцијаш, нашата позната професорка Комовска. Јаготка. Јаготка. Јаготка е нешто мало. Да, за јагода, јаготка. Така да имаме од разни возрасти. Имаме 10 дена пауза од аспект што имаме технички проблеми ради импровизираниот мост на реката. Не можеме да влеземе со машини. Денеска имаме булдозер кој да речислува. Како да денам ќе веде потоварач, багер и кипери за да го име овој смет. Видите колку на дистанца 100 метри, колку количина на смет се најде на таа дистанца. Затоа апелирам повторно на граѓаните да надвладе совеста за заштита на животот на студират. Мобилизирање на речно корито го изчистиме патот према старата конеца. Другата недела ќе биде исто така акција за да го подигнеме на дива депонија кои Ромското населба ја права таму. Значи, имаме некои 6 до 7 акцијашки денови. Другата недела ќе бидат на 60 акцијаши од Република Српска, од Србија и ќе имаме една голема акција. Куманово ќе се обиде да го вратиме во оној сјај по кој треба да се припада најголема општина, меѓутоа поново повторува ќе мора да го штитиме и речното корито и околината за едните површини. Со задоволство можам да најавам дека за 6-7 дена кога ще изгледа речното корито, завршена е тендерската поставка, тие рокови течат. Куманово е уплати првата рата, општината Куманово како партиципира со негде околу 15 милиони лева ќе биде вклучено наше учество во први род 1,12 милиони, кога да иде 6 рата 5 милиони лева. Така да, ако ще изгледа на 1800 метра регулација речно корито, со тоа ќе се створи една селина, ќе се избегне можност од попладите, а и така имаме заштита речно корито и еколирано. Благодарам до акцијашите, благодарам до директорот на ЕПА Чистотен Господин Петрушевски, кој дава конкретна логистика на цела оваа акција, заедно со работените, механизација, и да ќе најавам дека во текот јули ќе бидеме повикани некаде на владина организација во Италија како скенирана локална самоуправа, каде овој предпријатие дава голем допринос во чистење на своите животни површини и ќе добива некој признание во Рим како град кој се грижи за заштита на животна средина. Тоа не е очигледно на терен, бидејќи колку ние да го правиме тоа, резултатите треба да бидат синхронизирани со граѓаните, тоа е добро. Меѓутоа, еве еден инпут и допринос во однос на тоа да се сите мобилизираме и да направиме една локална заедница